Задачата гласи: во еден сад има 3 црвени и 7 плави топчиња, во друг сад има 5 црвени и 9 плави топчиња, што се разликуваат само по боја. На случаен начин од секој од овие два садови се извлекува по една топче кој потоа се префрла во трет сад во кој има 7 црвени и 5 плави топчиња. На крај, од третиот сад се извлекува едно топче, колкава е веројатноста дека последното извлечено топче ќе биде црвено. Значи, од првата кутија вадаме едно топче, од втората кутија вадаме едно топче, тие двете топчиња ги ставаме во третиот сад и од него извадаме едно топче и не интересира колку е веројатноста да биде црвено. Значи, најпрво треба да решиме кои се можностите за влез, значи за влез во третата кутија. Тоа не интересира. Влез во третата кутија. Значи, што се можностите од првиот и од вториот сад, за да знаеме што има во третиот. На почетокот ни интересира првиот сад. Еве го првиот сад. Ова е првиот сад. Во него има 3 црвени и 7 плави. Значи, 3 црвени и 7 плави. Значи, има 10 топчиња вкупно. И сега, кога ја извлекуваме топката од тука, може да биде црвено. Колку е веројатноста? 3 врз вкупното, значи 3 десетинки, или може да биде плаво. Колку е веројатност да биде плаво? 7 врз 10. На секоја гранка, секојаш треба да провераме дека се собирава до 1, 3 десетинки, 7 десетинки, 10 десетинки во ред. Да видиме вториот сад, што може да се случи. Значи, ова е вториот сад. Во него има 5 црвени и 9 плави. Значи, 5 црвени и 9 плави. Или вкупно има 5 и 9, 14 топчиња. Исто како ова, може да имаме да извлечеме црвена топка. И колку е можноста? 5 врз 14. Или можеме да извлечеме плава топка. И 9 врз 14. Собираме истиот именител, 9 плюс 15, 14, значи е 1. Okay. Е сега, што значи ова за третата кутија? Тоа е прашањето. Што значи ова за влез во третата кутија? Па, можеме да имаме црвена и црвена. Значи, 2 црвени да влегуваат во третата кутија. Значи, 2 црвени во трета кутија. Третиот сад. Значи, тоа е P од 2 црвени. Колку е? Па P од 2 црвени имам, тоа е P од црвено во првата, по P од црвена во втората. Ова беше во првиот сад, ова во вториот сад. Колку е тоа? 3 десетинки по 5 14-тинки. Значи 15 врз 140. Нема да скратиме, да не ги направиме сите. Вториот начин е да влези една црвена и една плава. Значи една црвена и една плава во третиот сад. Како да го пишеме тоа? Ќе го пишеме со неутрална боја. P од една црвена, едно плаво. И како можеме да добиеме тоа? Тоа е црвена, па плаво. Значи, исто како што правиме тука, од првата па од втората, значи P од црвена, од првата, по P од плаво од второто, значи ова е од првиот сад, ова е вториот сад, па има уште една можност, тоа е да биде првен плавото
od prvата kutija, pa P od crveno od втората kutija. Znači, ova je prvата kutija, pa втората kutija. Znači, treba da собираме тука. Treba da ги најдеме така. Значи, ова е 30 од тука, првиот сад, црвено, по 9,14. Значи, 30 по 9,14 плюс, и сега тука имаме 70 од првиот сад, тука сме, 70 по 5,14. И колку е сетото? Колку е тоа? Е 27 врз 140 плюс 35 еднакво на 62 врз 140. Така. И третата можност е да имаме две плави. Значи, и од првата кутија да имаме плаво, и од вториот сад да имаме плаво. Значи, ова сега влегува во трети сад. И имаме P од две плави е еднакво на P од плаво од првото по P од плаво од второто. Значи, првата и второто. Колку се тие? 70 по 9,14 еднакво на 63 врз 140. Е сега, овие се сите можности. 15 врз 140, тоа е најмало. После имавме 62, тоа е мешаното, и 63. И кога ги собервам сите овие, треба да добивам 140 во бројтово. 63 и 63 се 125 и 15 140, значи добро ни оди. Вкупно, овие се сите можности, значи овие треба трите броеви да се соберат до 1. Сега ќе видиме што значи то во влез во третата кутија. Значи, имаме 15 врз 140, дека две црвени ќе ни влегуваат во третата кутија, 62 врз 140, дека една црвена и една плава ќе влегува во третата кутија, и 63 врз 140, дека ќе влезат две плави во третата кутија, третиот сад. Океј. Значи, сега, што се случува тука? Сега цртаме три можности за третиот сад. И ова е третиот сад, и ова е третиот сад, и ова е третиот сад. Значи, сите овие се третиот сад, само на крај ќе ги множиме со овие можности, што се соберат. Вака. Значи, тука, две црвени, имаше 7 црвени и 5 плави. Значи, сега има 9 црвени тука и 5 плави. Црвените се зголемија за 2. Тука има една плава, значи 6 плави, и плюс една црвена, значи 8 црвени. А тука црвените останаа исти, значи 7 црвени, и 5 плави плюс овие 2, 7 плави. И сите овие треба да се соберат до исто, оти почнуваме со исто и две топчиња се соберат. Да провераме, 9 плюс 15 се 14 вкупно, 8 плюс 6 се 14 вкупно, и 7 плюс 7 се 14 вкупно. Во ред. Значи, сите овие се третиот сад. Тоа да ви е јасно. Третиот сад. Третиот сад. Третиот сад. И со ова можности влегуваме со ваков сад. Сега, вистина ни треба само колку е веројатност за црвено. Значи, само црвената стрелка треба вистина во сите овие трите случаи, ама ние ќе ги пишеме и плавиот, за да провераме секогаш. Променува. Значи, 9 врз 14, дека ова е црвено. 8 врз 14, дека ова е црвено. И 7 врз 14, дека ова е црвено. И сега, ако сакаме, можеме и плавите. Значи, ова ќе биде 7 врз 14, 6 врз 14 и 5 врз 14. Okay.
Сега малку да ја смаламе ова, за да можеме да работиме. Значи, веројатноста дека на крај ќе влечеме црвено од третиот сад, третата кутија, е овој број тука, дека добиевме 2 црвени при првото, по овој тука, 9 врз 14. Значи, тука собираме колку беше веројатноста дека добиевме и црвено од првата кутија, и црвено од втората кутија, и црвено од третата кутија по тој усон. Плюс. Сега, колку што имаше веројатност дека добиевме една црвена и една плава од првите две извлекувања, по колку што е ова веројатност дека ова ќе биде црвено. 8 врз 14. И третото е дека 63 врз 140 по 7 врз 14. Дигитрон да најдеме и да собираме сето ова. Најпрво во именителот имаме 140 по 14. 1960. После имаме 15 по 9 плюс, гледаме тука 15 по 9, 62 по 8 плюс, и 63 по 7. Провераме дека тоа е што сакаме еднакво 1072. Го деламе то со 1960 и тоа е 055. Значи 55%. 055 односно на 55%. Тоа е нашиот одговор.